Македонските газди се скржави и не ги исплаќаат платите на вработените, покажуваат тужбите на работниците пред судовите во земјава. Собствениците на фирмите смислуваат стечаи и ликвидации само да не ги исплатат работниците, предупредуваат од Сдруженијето Гласен текстилец. За председателката Кристина Ампева, за 1 мај властите и синдикатите парадираат, но како што вели, на терен не преземаат ништо. Системот на УЈП се уште дозволува доцнење на плата и исплата на плата под минималец, тврди таа. Проблематично е тоа што во еден месец имавме 3 случаи на бремени жени кои што им е откажан договорот за вработување, од друга страна имате Министерство за труд кое што смета дека тоа не е приоритет да го направи во измени на закон, него е приоритет да се направат измени во закон за работни односи во однос на времето, работното време на работниците кои што ќе работат на коридорите за пехталиен. Источна Македонија се соочува со голем број прекршени работнички права во текстилната индустрија, но адвокатот Донче Стаменков ги охрабрува граѓаните да тужат и да се борат за своите права, а исто така и предупредува да не подпишуваат бланко изјави при вработувањето. Нечесто во приватниот сектор се јавува момент кај што самите работодавачи и на моментот на засновање на работен однос да ги тераат самите работници да подпишуваат бланко изјави. Од овде апелирам тоа да не го прават, бидејќи е незаконски. Тие бланко изјави подоцна ги користат за да бидат работниците одјавени у форма у која не можат да си ги добијат своите права. Градежници, работници од НИКОП, текстилни работнички, но и работници од јавниот сектор. Се зголемува бројот на тужби против газдите од Македонија, а се повеќе народот се информира и се охрабрува да ја бара правдата пред судовите, покажува анализата на работнички права што ја направи правниот тим на ова здружение. Оттаму апелираат работниците да ги запазуваат законските рокови во остварувањето на своите работнички права.